Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме овде само заради вас да направиме една убава емисија, исполнета со песна овој пат и со еден убав традиционален македонски рецепт. Нашата гостинка, и веќе најавам, ќе ни го прави рецептот, а јас ќе асистирам и ќе помагам колку можам, и додека таа пее, јас ќе знам да се веселам. Ве поздравувам сите, на сите меридијани во светот. Многу пораки ми стигаат на мојот Facebook профил, се разбира и на нашите гости кои што гостуваат тука, и едноставно ги поздравувам сите гледачи во Америка, Австралија, Нов Зеланд, европските земји, секаде до каде што допира сигналот на Канал 5 телевизија. Посебно си ги поздравувам нашите македонци во нашата ни убава Македонија, во сите градови и села кои што не следат, и јас од се срце ги поздравувам градот Велес, зашто многу велешани испраќаат фотографии. Ја поздравувам посебно госпоѓа Сонја и мојата драга мала Ангела, која што, како вели, тетка Дракче, емисијата ти е срце и гостите ти се срце. Знам дека и денеска така ќе бидете покрај малите екрани и заеднички ќе се веселиме. Кој ќе ни спрема пита денеска по домашен рецепт, ќе ни спрема една наша драга особа, за мене многу драга, бидејќи ја знам многу од мала. Таа почна да пее на своите 16 години, ги веселеше сите. Велеа, каде толку мало девојче, толку убав глас да излезе, но и првата незина снимана песна стана мега хит, кој што и денеска се пее. Ни доаѓа од Куманово, насмеана, весела и убава, нашата Лидија Спасовска. Добре ми дојде. Добар ден, Најдо. Како се радувам. И ја исто. Денеска со мене и со нашите гледачи. Фала ти puno за убавата најава, фала. Тоа е се вистина, самата знаеш, повели од оваа страна. Лиде, за прв пат те викам да готвиме заедно. Инаку секогаш пеј, Лиде, пеј, ајде, само пеј и весели ги гостите. Се ќе правиме нешто. Да, рече ти ќе правиш некои банички во твој стил. Да. Некои можеш ти да се ги измиеше рацете, таа ги миеше додека подготвуваше сирење, но нека се подготви повторно. Знам дека денеска ќе ви се допаднат и песните и рецептот. Како велат, ако ти дојдат гости, направи им пита и ќе бидат задоволни. Да. А ова рецепт од мама, од свекрвата или од тебе самата? Обично нели си учиме од поблиските. Сега од интернет. Вика, сега интернетот е се. Добро, од мама. Ова рецепт од твојата мама. Да, ја од мама си спремам се. Добро. Со мама заедно. Си навикна, треба да го подмачкам тавчето. Да. Ова ни е маслото. Добро. Јас ќе ти помогнам. Добро. Ти можеш да си подготвуваш веќе филот. Ете така. Полека, само за да не се исечеш, инаку во кујна можеме и да превртиме и да не е страшно ништо. Да ни се растури, затоа што ова е кујна. Ете така. Како веќе не сме на вести да бидеме сериозни многу и за да ги кажуваме како се вели вистините кои што се случуваат во текот на денот. Малку сол. Сега, Лиде, ќе ти додадам, убаво да го замастам плекчето. Е така. Сега ќе ти додадам сол. 2 јајца ги матиме. Така си ги матиш јајцата со малку сол. Еве ти златна лажичка за сол. Така си ги чекам гостите. Нели повозрастните велат да ти даде Господ со златна лажица. Да јадеш. Кога е некој добар. Маслото. Ајде, Лиде, да им кажеме. Како беше со рецептот? Јас велам, ајде, Лиде, кажи ми колку милилитри, а она ми вели 2 филџана јогурт, 1 филџан вода, 1 масло, по филџани, нели? Како што мајките не учеа на времето. Добро, без оглед, еве ќе се снајдеме. 2 јајца, ставив зетин, сега кисела вода. Ќе дадеме минералната газирана вода. Овие ќе ги повлечам за да не ти пречат. И јогурт. Не сакам да те изгрешам додека го работиш сето ова. И пециво. Ете, се ќе додадеме. Тука има повеќе. Добро.
Се наредено како што треба. Пита со сирење. Најмногу е сакаат дома или Да, сите различно? син ми посебно. Затоа што многу вкусови, некој сака со прас, некој со сирење, некој со шунка, друг со зелка, нели различно се подготвува. Обично спремам кој како сака, ама повеќе со Она што треба да се изеде, така велиме. со сирење. Добро. Чекај убаво за да Убаво се соедини. да. Доволно ти беше пецивото или да Да, го повечам? доста, Добро. доста. Добро. Рерната е вклучена, да знаеш. Ете така. Сега беди. Сега Лидија ќе сакаше ли престилка, не те запрашав, може да сакаше престилка. Сега започна. Готово. Готово веќе. Сега бак. Како сакаш да работиш? Добро. Ја делам една по една кора. Добро. Добро, како си ги работиш дома, така ќе ги правиш и тука. И додека почнува Лидија со корите, ние ќе бараме и песна, да, вели, музиката да ми ја пуштат многу гласно. Така, може. Како викате вие, да пеам или да поју? Да поју. А, да поју. Добро. Чашија поминува, женски срца ти скаменува, сите зборав само за тебе, дека болести за момите, а јас дома нерви скинав, што те нема не се јавуваш, кога нема кај да одидеш, тогаш ке ти текне на мене. Срце ми бие бам бам бам, вака ке приумрам, без тебе минута не можам и да можам не сакам. Срце ми бие бам бам бам, од тебе умирам, како знаеш доаѓај, веќе сама не ме оставај. Стално нешто си ми дотера, секој ден си ми намирисан, дали делник или сабота, секогаш ти имаш работа, а јас дома нерви скинав, што те нема не се јавуваш, кога нема кај да одидеш, тогаш ке ти текне на мене. Срце ми бие бам бам бам, вака ке приумрам, без тебе минута не можам и да можам не сакам. Срце ми бие бам бам бам, од тебе умирам, како знаеш доаѓај, веќе сама не ме оставај.
пусто срце. Срце ми прави бам-бам, вика враќај се душа побрзо како знаеш и умееш. Да. Нели? Ова е нова песна, Лиде? Па не многу нова, али од поновите, да. Од поновите песни, ама убава, интересна. Како велиме, крева публика. Да, така. Бидејќи ти си постојано на настапи, се мачни тие ноќни журки, ноќни вечери. Па јас, како што кажа, почнав да пеам на 15 години, 15-16. Така. Кога почнав во Велчево Мејанче заедно со Ферос Мустафов и Огнени момчиња. И пеење, и у школа, и... Некако темпото го навикна, нели? Да. Она темпо да се издржува и ноќен живот, и учење, и Да. трчање дома, а без оглед на се и пак патување до Куманово, Скопје Куманово. Секоја вечер, да. Така. Убаво, лесно ти одат овие убави твои банички. Ти рачињата брзо ти работат. брзо, многу брзо. Лиде, што најмногу готвиш? Најмногу јас сакам... сакаат? Манџи дома или тестенини? Тестенини. Сакаат вака тестенини да си има месено. Се врсти, кифлички, баници, зелник. Ти ми рече, сакаш ли кифлички да ти направам? Велам, немаме време да ги месиме, ќе требаше од дома со тесто да дојдеш. Да, месо, да ги месиме. сукани, зелник, баница, такви треба работи. да се пече, да се подготвува. Обожавам сар. И сарма. Сега во ова доба кога е времето на сармата, со зелка, така, зелков лист. Со зелка, со мелено месо, со пушено месо, мешано заедно. Така, обожавам. Сепак оние Али традиционални. баница, растрзана баница не е Куманов, викамо растрзана Да, баница. така, растегната баница, која што убаво кумановски си ја кажа, баш убаво. Да, одлично. Браво. Има ли забава во Куманово? Па има. Има ли ноќен живот, многу Има. музика на сите страни? Има, Едно мора време имаше да ни доаѓаш постојано, почесто. знаеш, јас како бев растргната во трчање по сите места каде што се одржуваат тие забави, морав да ги водам, па и лотари, и чуда, и беше ти присутна и самата знаеш дека редици се чека да се влезе. Убави времења беа и тогаш, ама и сега. И сега ни се убави. Најбитно е да се подсетиме дека ете Уште малце ќе имаш направам место, уште. имаш место. Ајде, како велам јас, семејството да ми биде нахрането овде. Така. Така. Одлично. Јас сега сакам, Лиде, ќе ми дозволиш и сигурно знам дека и ти ќе се израдуваш. Сакам да ја поздравиме нашата сакана Маргица Антевска. Да. Жената со ангелски глас, која што ете градот Куманово и одаде почести и чести. Еве дека за Поздрав и од мене. пејачка на градот и навистина мене многу ме радува. Таа ни беше гостинка, се надевам пак ќе ни дојде. И еве, нашите бакнежи со Лиде до тебе, драга наша. Поздрав. Таа не пропушта емисија на Гответе со Драгче. Значи, секоја емисија... Поздрави ние до ја- мојата Татјана Лазаревска. Така и Тања. До моја таци. Ке ни пушти во живо, ке гледаш како таа во живо ни ги снима Да. емисиите и ќе добиеме и двете убави видеопораки. Таа ни беше сега на гости, нели? Заедно, да, па имавме и првата емисија со неа во третата Ја гледав. сезона. И заедно вие двете со мене растете и Да. Сонја Тарчуловска. Така. Заедно почнавме така. ние во Велчево Мејанче да пееме заедно со покоен Ферус. Да. Со Огнени момчиња заедно почнавме. И се уште сме заедно, не зеја никогаш не ја гледав како колешка, таа ми е како остара сестра. Така. Готово тука завршуваме, Уште едно можеш само. уште едно. А јас ќе барам и музика, ќе барам и уште една песна, за да, или ајде ќе почекаме една кора, па полесно или побрзо да ми се пече тачето. Готово. Добро. Колегите ќе ги подготват камерите за да се внесе, нели, и тепцијата во рерна. Браво, бе, Лиде, ти имаш кори уште за една, ама тоа ќе повлечеме за кој ќе ни заврши емисијата. Готово. Да направиш и друга. Да не ни се фрла. Никако. Никако да не ни се фрла. Браво. Сега? Сакаше да посипеш сега и сусам. Така. Ти е потребно, имаш лажичка, ми сам додадов.
А ти додека пееш, јас ќе правам кафе. Рече, Е, сакаш може, македонско може, кафе? може. За да ни Без биде шекер. добро, без шекер. Мислев ја премачкуваш со смесата уште малку од Не. згора, но ти еве си имаш твој начин и добро е. Секој нели по својата Готово. работа. Ајде јас ќе ти помогнам за рерната. Побели. Внимавај само на рацете горе. Ето така. Готово. Добро, завршено. Нека Ете се сега тоа ќе се пече, а ние ќе пиеме овде. Ајде да Така, пееме. ова ќе го ставиме. Да, за да не ни се суши, за другата, нели, која што ќе ја завиткаме потоа. Еве кој. Колку ноќи по тебе ќе патам и не знам како маке да си скратам. Душа боли, огам срце гори, да ми дојдеш постела те моли. О, колку ноќи по тебе ќе патам и не знам како маке да си скратам. Душа боли, огам срце гори, да ми дојдеш постела те моли. Помисли на мене, младоста ми вене, времето си оди, дојди душо дојди. Кога и да дојдеш, добро ке ми дојдеш, усниве ми гора за твоите мола. Помисли на мене, младоста ми вене, времето си оди, дојди душо дојди. Кога и да дојдеш, добро ке ми дојдеш, усниве ми гора за твоите мола. Кај да седам пред мене те гледам, не можам само спомени да редам. Едва чекам да ти чујам глас, тоа за мене вистински е спас. Кај да седам пред мене те гледам, не можам само спомени да редам. Едва чекам да ти чујам глас, тоа за мене вистински е спас. Помисли на мене, младоста ми вене, времето си оди, дојди душо дојди. Кога и да дојдеш, добро ке ми дојдеш, усниве ми гора за твоите мола. Помисли на мене, младоста ми вене, времето си оди, дојди душо дојди. Кога и да дојдеш, добро ке ми дојдеш, усниве ми гора за твоите мола. Помисли на мене, младоста ми вене, времето си оди, дојди душо дојди. Кога и да дојдеш, добро ке ми дојдеш, усниве ми гора за твоите мола. Помисли на мене, младоста ми вене, времето си оди, дојди душо дојди. Кога и да дојдеш, добро ке ми дојдеш, усниве ми
Лиде, колку време помина од оваа песна? И 30 години. 30 години таа е хит. Точно. По колку пати те терат на вечер да по пееш? 3-4 пати. Да ја пееш кога настапуваш, значи песна која што влезена во увото, ја сака публиката, те обожува и те препознава по твојот глас. Јас сега, моите драги колеги, ги замолам да ги снимаме ордеверите, за да ги видиме пекабеско, за да видиме, да си ги поздравиме пекабеско и да им порачаме на гледачите дека доколку сакаат да одберат прав и вистински вкус, нека си одберат производи на пекабеско. Затоа што еве, од се срце им благодарам што и во оваа наша сезона тие се заедно со нас, во нашата кујна, во Гответе со Драгче и за нашите рецепти, еве, употребуваме и нивни производи. Еве, тоа беше поздравот за нашите пријатели од Пекабеско, а сега ќе го побарам рецептот на денот, за да видиме што се нам ни беше потребно, а потоа да ја погледнеме питата на Лиде. Ајде. Пита со сирење. Едно пакување готови кори, 200 мл масло, 2 јајца, 500 грама сирење, 200 мл јогурт, 100 мл газирана вода, 1 кесичка сусам и 1 кесичка пециво. Сето тоа ни беше потребно за денешниот рецепт. Пак да кажам, Лиде, да те пофалам, многу брзо ти работеа рацете, брзо ја направи и затоа колегите велат да не се фрлат корите, уште една пита ќе правиш. Нема проблем. Кажи ми, спремаш нешто ново за нова песна? Да, нов материјал со Огнени момчиња, сега скоро 2 години како сум пак заедно. Членство во Огнени момчиња, сега ќе спремаме нешто ново. Нешто интересно за публиката, да ве видат со нешто. Па добро, тимот кој победува не треба да се менува. Така, вие сте стварно убав тим. Јас како што погледнав, бандицата веќе ни е пред самиот крај. Јас сакам да не те изгорам, побрзо да ја изнесеш, но прво на шпоретот горе, а потоа на даска, полека. Можеш ли? Па ти си силна. Може вака или таму? Можеш. Браво, одлично. Девојче моје, одлично. Брзо се на брзински рече сакаш да ја премачкаш, но гледам уште нека упие тоа масло. Мислев дека има потреба, ама нема потреба. Па затоа ќе бараме песна додека да упие ова масло. Ние ќе пееме и ќе си пиеме кафе. Сега одиме со третата песна и на здравје на кафенцето. После тебе остана срце моје рането, да сме душо заедно несудено. После тебе остана срце моје рането, да сме душо заедно несудено. На усливе уште носам bar me život usli tvoj, Boga sozi
драга моја убава Лиде, прв пат кога ја отпеа песната, ја промовираше на телевизија, јас немав трпение за да ти кажам, Лиде, ова е хит. А ти веднаш по завршување на емисијата ми пишеш, мајко моја, штом така ми кажа песната ќе ја сакам многу и вистина. Вистина до ден денеска е песната е убава како што е помисли на мене. Баницата многу убаво изгледа. Ете така, колегите, да, сакате, ајде камера, не, ајде уште еднаш, вика, подкрени го тавче. Јас си велам, пази да не се изгориш, а она вели, јас немам гајле, вредна домаќинка. Навистина беше весела, вредна, шпоретот не го исклучиш зашто ќе правиш уште една пита. Нашите пријатели од ПКБ-ско доделуваат подарок на нашите гости, па еве заслужуваш и ти еден пакет производи од ПКБ-ско, дома да си заеднички направите нешто и да се подсетите на емисијата. Фала пуно. Или кога ќе ја гледаш репризата. Ми беше чест и задоволство да бидам твој гост. Многу се радувам, Лиде, уште еднаш. Ете, тоа е љубовта, тоа е онаа прекрасна енергија која ја шириме токму преку оваа емисија, многу љубов, многу позитивност. Среќа, вели, семејството е среќно кога ќе се собере на ручек и заеднички ќе ги споделува убавите моменти. Драги мои, ве оставам во добро расположение и здравје и се гледаме во наредното издание. Ве сакам! Поздрав!